Добро вечер. Централниот одбор на СДСМ вечерва треба да донесе одлука за бојкот на изборите на 24 април. Централниот одбор на СДСМ треба да донесе одлука и дали министрите од опозицијата ќе останат во владата. Ова доаѓа по одлуката на владеачкото мнозинство изборите да бидат закажани за 24 април. А дали овие избори ќе бидат решение на политичката криза или само ќе ја продлабочат? Одговори вечерва бараме од Весел Мемеди, председател на НДП. Добро вечер. Добро вечер. Лиле Поповска, председател на ДОМ. Добро вечер. Добро вечер. И Горан Милевски, председател на ЛДП. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарим за поканата. Во вечерашната емисија требаше да гостува и господинот Иван Стоилковиќ од Демократската партија на Србите, кој е дел од владеачкото мнозинство. Но иако вчера ја прифати поканата, денеска беше недостапен. Господине Милевски, во моментов СДСМ одлучува дали министрите ќе останат во владата на Емил Димитриев. Какви се вашите информации? Добро, како што знаете, денес Либерално-демократската партија излезе со став по тоа прашање. Сега ние не можеме да му наметнуваме мислење на Социјалдемократскиот сојуз, ниту пак можеме да знаеме каква ќе биде одлуката. Ние се надеваме дека ќе кореспондира со нашата одлука, тоа е дека министрите на СДСМ треба да останат до 24 февруари во владата, затоа што на 24 февруари со одлуката која што ја донесе скандалозна ВМРО-ДПМН треба да се распушти парламентот. Од тие причини сметаме дека до 24 шанси има време ВМРО-ДПМН да ја повлечи таа одлука и изборите да се пролонгираат за некој друг термин. Ние како опозиција не смееме да му дадеме алиби да го кршиме договорот и да се повлекуваме од владата. Особено тоа важи, затоа и на пресот денес го потенциравме, особено тоа важи за министерот Оливер Спасовски, кој што има една одговорна задача да продолжи, да истражува и да ги утврди и открие сите криминали кои што ги правела оваа власт и да помогне во прочистувањето конечно на избирачкиот список во Република Македонија, односно да даде техничка поддршка, бидејќи се уште базата и механизмите за прочистување на списокот се во МВР. Тие се навистина клучни обврски, многу луѓе влегоа во оваа приказна, како што знаете се шпекулира дека има и заштитени сведоци. Оливер Спасовски мора да даде целосна поддршка на специјалното јавно обвинителство и на Катица Јанева во целосно расветлување на сите случаи поврзани со бомбите. Затоа, според нас, според Либерално-демократската партија, не е сериозно сега ние да се повлекуваме од процесот и да ги оставиме луѓето на, да наречемете, на ветрометина. Затоа сметам дека да му дадеме шанса на договорот и ЛДП тоа го смета до 24 да останат, а после 24 февруари веќе ако е конечно дека парламентот се распушти и ќе се оди на избори, тогаш опозицијата треба да се радикализира нивните активности и во секој случај да се бойкотираат изборите на 24 април. Господин Поповска, дали според вас е логично министрите на СДСМ да останат во влада, која што треба да ги организира изборите на кои СДСМ нема да учествува? Логично е министрите на опозицијата да останат во преодната влада за која што се бореа, бидејќи опозицијата се бореше за таа преодна влада. И сите ние кои што верувавме дека таа е потребна како еден чекор од разрешницата на политичката криза, сметаме дека тие би требало да бидат таму, затоа што да се биде во преодна влада не значи само да се подготвуваат изборите, туку да се нормализира состојбата во државата, да почнат да функционираат одредени многу важни институции, за да може да биде полесен пристапот до правдата и почитувањето на правната држава. Значи, да почне да се нормализира државата. Да не заборавиме дека ние како политичари сме должни да се бориме во секој момент за да ги подобриме состојбите. И секогаш се бориш со оние средства што ги имаш на располагање. Позициите кои што веќе ги има опозицијата освоено, така да речам под наводници, во одредени министерства, тие се заслужени со голема борба, со борбата на илјадници луѓе по улиците, со граѓански протести, со граѓански барања и
Тие не се туку така дадени, така што не е едноставно да се отфрлат и не би смело да се отфрлат, затоа што кога и да бидат изборите, дали ќе бидат на тој 24 април, кога самоволно парламентарното мнозинство го распушти парламентот, на тој ден да се одржат без прифаќање од страна на СДС и на поголемиот дел од опозицијата на тој датум. Дали ќе се одржат во некој поместен датум, за 2-3 месеца подоцна, како што ние да речеме се залагавме од дом, за да може да бидат подоцна барем за оној период колку што доцнеше формирањето на ДИК. Кога и да бидат изборите, нам ни требаат прочистени списоци, нам ни требаат регулирани медиуми, нам ни требаат редица реформи во институциите. А сето тоа за да се направи, треба да има луѓе од опозицијата кои што се решени за тоа да се борат во тие институции. Јас сум свесна дека ќе продолжат обструкции од страна на представници на владеачкото мнозинство. Меѓутоа, политиката е борба. Ти мораш да се бориш за правда, мораш да се бориш за демократија, за она во што веруваш, впрочем. Секој од нас има своји идеали, затоа сме во политиката. Значи, не смее туку така да се напушти бојното поле и треба да се бори до последно, додека има можност. И мислам дека ова што го кажа колегата Милевски е многу здраворазумно. 24 февруари е датумот кога парламентот со сегашнава одлука би требало веќе да биде распуштен и до тогаш, тоа е не цел месец, меѓутоа тоа е период кога треба максимум да се направи со помош на меѓународната заедница која што се нуди да помогне, за да се прилагодат, да почне прилагодувањето на институциите кон некоја нормала, кон некои нормални избори. И во меѓувреме ќе се врши проценка како се одвиваат работите и на 24 или пред 24 февруари да се знае точно што да се прави, дали има теоретски шанси нешто да се гарантира некаква нормалност на изборите или онака како што сега не изгледа дека за тоа нема шанси, едноставно да се бойкотираат и да се бара притисок, преку граѓански протести, да се бара нов датум кој што ќе биде реален за да може целосно да се подготват изборите. Ние од дом имавме и денеска извршен одбор пред да дојдеме овдека и сметаме дека го потврдивме ставот кој што јас веќе го изнесов, бидејќи бев затекната, во моментот немаш време да организираш состаноци, едноставно бевме сите всушност затекнати од опозицијата, кога добивме порака по СМС за толку и толку време има седница за распуштање на парламентот. Навистина беше шокантно и јас и тогаш кажав дека ова е демонстрирање ароганција и сила од страна на мнозинството, затоа што се избегна еден процес на договор во пражино, како што го нарекуваме, но тоа беше договор под надлежност, со контрола и со поддршка, со помош на меѓународната заедница како гаранти, но и со вклученост на тие 4 најголеми партии. Ние случајно забележувавме дека ќе беше многу подобро да бевме сите партии и представници од граѓанскиот сектор вклучени во тие преговори, зашто тогаш немаше да може да има 3:1 однос, знаете. Велите дека министрите треба да останат до 24 февруари и тогаш да се прави нова проценка. Дали тоа значи дека не е зациментиран ставот за бојкот на изборите? Јас не можам да зборувам во име на друга партија, но јас зборувам во име на нас, бидејќи сметаме дека тоа би било еден разумен пристап. Ние во секој случај не би си дозволиле ситуација да одиме на избори кога изборите не би ветувале елементарни услови за нормалност и за слободно изјаснување на граѓаните. Вака како што се списоците по сите индикации што ги имаме преполни со фантомски гласачи, вака како што немаат политичките партии од опозицијата никаков пристап до нормален до медиумите, вака како што има дефекти многу бројни, само делче слушнавме преку разговорите, очигледно дека ќе има и
некој фиктивен резултат. Значи, ние имаме една неприродна состојба, ненормална состојба. Во таква ситуација ние не би можеле да одиме на избори, не би прифатиле. Впрочем, зошто излеговме од владата? Затоа што рековме ние не сакаме да прифатиме и да легитимираме вакво однесување. Многу работи не сме знаеле. Кога ги дознавме, кога ги слушнавме, се дистанциравме и кажавме ние одиме во борба против такви девијации за да се профункционираат институциите, да почне да функционира правото и правната држава. Значи, ние би оделе против себе си и своите принципи, доколку прифатиме одење на избори во ненормална ситуација и не би сакале да бидеме некаков зајак тркач на владеачкото мнозинство и да си ги мие рацете владеачкото мнозинство дека еве имаме опозиција. Ние ничие покритие за измами нема да бидеме. Оти знаете што, како ги доживувам јас, да речеме политичката сцена, ако вие имате една состојба во нормална држава, имате политичка сцена каде што се знаат правилата, се знаат институциите. Ние сега имаме една ваква стуткана ситуација. Еве ова, може ли вака, во ваква ситуација, каде ќе се движите како партија, каде ќе ги трчате изборите, како ќе се обраќате, нема медиуми, нема институции. Оваа ситуација мора да се измазни, да се нормализира, повторно да има нормална политичка сцена, демократска, во тоа е суштината, тогаш Дом ќе учествува заедно со сите. Не би било природно, не би било нормално, не би било принципиелно, ако најголем дел од опозицијата не учествува, Дом, како помал дел од опозицијата, но со чисти, јасни ставови, да излегува да биде нечи тркач и покритие за изборни измами. Господин Мемеди, поголем дел од опозицијата во албанскиот блок се изјасни дека нема да учествува на 24 април на изборите. Каков е вашиот став? Добро вечер уште еднаш. Значи, ово е прв пат ние да бидеме присутни, да бидеме поканети во вашата емисија. Тоа е чест за нас. Претпоставувам дека ќе имаме и понатаму ќе не поканите да бидеме присутни и да го искажеме нашиот став. Во врска со последните случувања во државата, значи ставот на НДП е многу јасен и досега, искрено да ви кажем, уште од октомври НДП даде до знаење до јавноста дека без решавање на круцијални проблеми во државата нема теоретски шанси да се оди на избори. Значи, прво треба да имаме решавање на круцијалните проблеми, а круцијалните проблеми сите ние ги знаеме, а после да одиме на избори. До сега, само за овие 10 последни години, значи до сега сме имале 4 предвремени парламентарни избори. Дали имаме решавање на круцијалните проблеми? Нема. Значи, еве по петти пат сега ќе одиме на парламентарни избори. Значи, пак нема решавање на круцијалните проблеми што ги имаме. Значи, во државата, според НДП, мора прво сите заедно, позиција и опозиција, да можеме еднаш за секогаш да ставиме крај за сите овие проблеми што се акумулирани за овие 25 години независност на оваа држава. Значи, само во тој момент можеме да одиме на избори. До сега ова држава и луѓето, народот, граѓаните имаат видено многу предвремени парламентарни избори. Но се уште ги имаме проблемите. Ние се уште живееме во транзиција, 25 години во транзиција. Значи, нашиот став е многу јасен. Без решавање на круцијалните проблеми. А круцијалните проблеми се работи и да имаме минимални услови за фер и демократски избори и многу други круцијални проблеми што се во државата, а ден денеска немаме решавање на тие проблеми. И јас верувам дека ќе се промени ставот, дека на 24 април нема да се оди на избори без решавање на овие круцијални проблеми. И за решавање на овие круцијални проблеми сите треба да бидеме заедно. И опозиција, македонска, албанска, па и позиција македонска, албанска, мораме да бидеме заедно. Не можеме ние да бидеме жртва на некоја си група на криминалци, дали се работи за позиција кај македонската
позиција или кај албанската. Само за еден груп, не знам колку душе може криминалци и корумпирани личности да имаме тамо и да биде целото општество заложниство на една група. Значи, уште еднаш да повторувам. Значи, уште од октомври НДП имаше многу јасен став во врска со ова работа. Прво, треба да се оди на решавање на сите круцијални проблеми во државата, потом да се оди на избори. Па, мислам дека само вака можеме да одиме напред као држава и да бидеме дел од таа големо семејство ЕУ и НАТО. Така, господин Милевски, вие сте дел од опозицијскиот блок предводен од СДСМ. Дали ќе обстоите на ставот дека на 24 април нема да излезете на избори? Опозицијата јасно кажа, мислам дека денес таа одлука и Централниот одбор недвосмислено на СДСМ ќе ја поддржи, дека на 24 април опозицијата нема да учествува на изборите. Јас во разговори со Зоран Заев, посебно тоа ме интересираше. Дали ќе направите уште еднаш како 2013 бетон, па потоа отидовте на избори. Значи, или одиме до крај сите заедно, или да не се фаќаме повторно одам, и токму тоа беше причината што 2013 ги изгубивме изборите. Нашата нерешителност рефлектира кај гласачите, особено кај неопределените. Значи, добив цврсти гаранции од Заев, дека додека е председател на СДСМ нема да учествува на 24 април на изборите. Тоа за мене беше доволно, затоа што и самиот кажа, последните чекори негови укажуваат дека беше цврст за невлегувањето во парламентот, беше цврст во преговорите во Брисел и во преговорите во Пржино, значи не попушти од позициите кои што ги имавме зацртано како опозиција. Ако не попуштил тогаш кога беше многу тешко, сега уште помалку има намера да попушта, така да сметам врз основа на тој разговор дека позициите на опозицијата, особено со денешната одлука на Централниот одбор на СДСМ, ќе бидат запечатени. Кај Либерално-демократската партија нема никаков сомнеш дека треба да се настапува. Значи, тоа не иди во предвид ние да одиме на избори на 24 април, бидејќи, како што кажа колегата, тоа ќе значи зациментирање уште еднаш, уште 4 години ќе му дадеме на оваа корумпирана власт да владее со Република Македонија. Тоа не може да се дозволи. Доколку сакаат да одат на избори, нека си одат со Ахмети заедно на избори, нека добие ВМРО 85 пратеници, дуи нека се собери колку ли таму 30 пратеници, па нека владеат. Ќе ги увидам тогаш Али Ахмети како ќе му врват барањата за албанците, кога ВМРО ќе има двотретинско мнозинство во парламентот, а и ќе видиме како ВМРО ДПМН ќе владе. Еднаш имавме таков период, таа влада беше расипничка 94-98, Либерално-демократската партија беше опозиција во тој парламент, бидејќи сојузот кога се растори ние отидовме во опозиција, но за тогашната власт беше пеколно тешко да издржи на власт. Значи, слободно нека си одат на избори, меѓутоа без опозиција. Квази опозиции со солза, со роза, ако сакаат, ако имаат намера да прават слободно, нека прават и нека одат на избори. Нека си имаат таму марионети во парламентот и нека зборуваат против. Но вистинската опозиција која што ја легитимирале граѓаните, на овие избори нема да настапи. Па Хан нека ги гласа и тие кои што ги поттикнуваат додат и ги поддржуваат додатни. Тие нека дојдат, нека ги гласаат. Граѓаните нема да излезат на гласање. Нека си гласаат самите. Господин Поповска, зошто Европската Унија и САД ја одобрија одлуката да има избори на 24 април, ако е така како што вие велите дека едноставно нема услови за избори? На тоа прашање можеме само да шпекулираме, не можеме да дадеме одговор со сериозност, нели? Можеме да претпоставиме дека на некој начин се загрижени за своите проблеми во своите земји, бидејќи има сериозен проблем со бегалската криза, нови економски кризи се најавуваат и така натаму, така што веројатно одат на тоа што поскоро да се затвори кризата во Република Македонија, затоа што лесно е да претпоставиме дека Македонија не им е најважната работа во животот, нели така, има доволно и своји проблеми и фокусот им е на некое друго место. Претпоставувам дека и тоа е дел од одговорот. Од друга страна, може би имаат такви сознанија или информации дека добар дел е направено и може би има делумно
формалистички пристап, знаете, во се во ова. Нам ни тежи цела во оваа работа, како велат, секоја планина својата тежина. Нам многу ни тежи и ние до детали ги разглобуваме работите. А од страна некој што е дојдени се со сета добра намера да помогнат. Извештајот од Прибе беше многу полезен. Договорот во Пржино исто така, целиот тој процес преговарачки, значи ги чинеше многу труд, многу напор вложија пријателите од Европа и од Соединетите Американски држави во сето тоа. Меѓутоа, тие не можат да навлезат во такви детали како ние што гледаме и предпоставувам дека одат штиклираат оваа точка, оваа институција формирана, оваа формирана. Сега доцнело месец, два, три, па добро, ама еве направено е. Па сега не ке може баш за толку, за 3 месеци да речеме доцни дик, помалку време ќе има за прочистување на избирачките списоци. Ама добро, еве гарантираат, еве 3 партии од 4 гарантираат дека ќе можат да направат, па добро, еве и ние ќе помогнеме од надвор, па еве велат ќе донесеме и стручњаци, ќе донесеме и техника и опрема. Значи, не треба да се сомневаме во добрата волја на меѓународната заедница, нивните представници, меѓутоа нивниот пристап е поинаков. Немаат тие време да се занимаваат во детали со сиве овие работи и представата веројатно им е дека 2-3 месеци порано или повеќе нема многу да сменат. Мислам дека предпоставуваат дека нема да има битни промени и освен тоа мислам дека повторно ќе бидат изненадени кога и ова што е сега договорено може едноставно да се лизне по вода, затоа што кај нас цело време мангурски работи се случуваат. Тие се гаранти на договорот од Пржино и Европската унија и САД така, и имаат своји представници кои што детално се запознаени за она што се случува. Меѓутоа, знаете, и дел од тие представници сакаат да кажат дека успешно е завршила емисијата. Сега, ако гледаат дека ова има тенденција да се продолжи во прилично време или за нив кажано можеби во недоглед, а ваму имаат други проблеми и на домашен терен, може да се плашат дека може да испадне полууспешна или неуспешна нивната мисија. Така што во еден момент каде што веќе е постигнат некој договор за 24 април и еве го и премиерот си дал оставка и едноставно може би си рекле па добро, еве ке штиклираме најклучните работи се спремни да се направат, оставка на премиерот, преодна влада, работи кои што изгледаа невозможни, знаете. Господин Мемеди, дали ако опозицијата опстане на ставот дека 24 април е неприфатливо, може да очекуваме промена на ставот и на САД и на Европската унија? Значи, дозволите прво да кажам нешто што е комплиментарно од тоа што го кажа и колегите. Значи, прва работа. Многу е битно да не се сомневаме во напорот и поддршката од меѓународната заедница. Тоа е прва работа. Значи, досега само САД за овие последни 20 години има инвестирано во Македонија над $1 милиарда за стабилноста на ова држава. Да не зборуваме за Европска унија. Значи, апсолутно нивните намери се за добровит на ова држава. Македонија и Западен Балкан е многу важен за САД и за Европска унија. Заради тоа тие се грижат толку многу за Македонија. Не е ова толку едноставна работа тие да дојдат тука, толку напор за договорот во Пржино, толку напор за извештајот на Прибе и толку да бидат вклучени тука, да идат скоро секој месец да идат тука. Господине Мемеди, Хан не го спомнува веќе извештајот на Прибе. Вели има и имбослови за така. Значи, дозволите да го искажам мојот став. Значи вака, тоа што ние гледаме на вести е едната страната од политиката, а тоа што се случува зад завеси е сосема нешто друго. Вие и ние, па и граѓаните, немат јасна представа што се случува. Ова е шаховска табла и треба да ги играш фигурите како што треба. Дури треба некогаш да размислиш и 5 потези понапред што се случува. Значи, уште еднаш да повторам, многу е битно, сите ние, особено опозицијата, па зошто да не и позицијата, не треба да се сомневаме во поддршката и искреноста на меѓународната заедница во врска со ова работа. И апсолутно тука нема дилема. Но што треба да се каже? Треба да се каже дека
И кај позицијата, особено, има некои групи. И јас верувам дека притисокот е повеќе кон позицијата отколку кон опозицијата. Не знам, цело време новинарите и останатите цело време што ќе прави ЗАЕВ, што ќе прави СДС, што ќе прави. Не треба да се прави толку притисок кај опозицијата. Што треба да направи сега опозицијата? Значи, многу е битно, притисокот треба да биде и кај позицијата. Верувајте, има притисок во опозицијата. Значи, едно треба да биде кажано јасно. Има групаци, криминални групаци. Корупција, до тука им е корупцијата. Внатре во самата влада, во опозицијата. И кај албанскиот блок, и кај македонскиот блок. Целата ова хајка што се случува за овие избори на 24-ти, верувајте, притисокот е кај оваа криминална група. Тие сакат да владеат тука уште 4 години, па зошто да не уште 40 години. Но многу е битно, сите партии сакаат да владеат. За корупцијата и за криминалот слушавме во бомбите. Но зошто Хан и САД велат дека има услови за избори? Не е баш така. Не е така изјавата на САД. Точно јас ако може да се вклучам. Изјавата не е баш така. Значи, првен Хан не е меѓународна заедница во целост. Добро, представник на Европската Значи, унија. Хан, јас како пратеник во собранието на Република Македонија, денес ако дадам 3 различни изјави, граѓаните ќе речат не е сериозен. Не може и еврокомесар да дава во 2 дена 3 различни изјави. Значи, човек да го следи, не знае кој е неговиот став. Не може од Америка доди да кажува едно, се враќа во Брисел, кажува друго, јас не мислев така. Значи, како размислува тој? И не може да знаеме. Второ, Хан, Европската комисија не ја креира политиката. Во Европската унија политиката креира земјите членки. Значи, јас жалам што Хан, според изјавите на ДИК и ОДИХР, ја изманипулирал јавноста и ги изманипулирал представниците во пржина. Затоа што кажа дека ДИК и ОДИХР. Па имаше деман. Значи не може еврокомесар, ајде да кажам, да лажи. Значи недозволиво е. За еден политичар од таков калибар недозволиво е. Не сме колонија, денес на пресот кажав. Не сме малоумни, не знам што мисли ние кои сме во Македонија. Значи не може таков однос. Не опозицијата, владата треба да реагира, бидејќи се понижува државата и граѓаните кои што живеат во неа. Значи само да завршам. Соединетите американски држави денеска јасно кажа, кредибилни избори ќе бидат они избори на кои што ќе настапуваат сите политички партии. И точка. Значи, ако не учествува опозицијата, овие избори нема да бидат кредибилни. Значи, нема да се добие да во парламентот да биде изразена волјата на сите граѓани. И кажа дека ако се имплементираат сите услови, после 2 недели, 3 недели ќе разгледаме заедно со Европската унија, не со Хан, со Европската унија ќе разгледаме дали условите во Република Македонија се исполнети да има фери демократски избори. Да ве потсетам, странците гарантира и во 2014 година дека ќе има фери избори. Видовме од бомбите какви изборите биле. Со корупција, со манипулација, со отварање на вреќи, со двојни гласачи. Сега ќе излезат од МВР изјавите. Едно лице гласало 5 идентитета. Свети Николе, Гази Баба, Центар уште 2 општини други. Значи, ќе излезат резултатите и затоа ние не сакаме Оливер Спасовски да си даде оставка, затоа што нема да го расчисти цел криминал кој што го правеле овие. Ние сакаме одговорност. Зошто го правевме сето ова? За да се создадат услови во Република Македонија да се организираат фери демократски избори. Па кој победи, нека победи. Волјата на граѓаните, а не волјата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Извинете, доколку можам да ја завршам мислата, бидејќи колегата... Слободно, тоа ми беше поентата. Да. Значи, уште еднаш треба да ја довршам мислата. Многу е битно. Сите ние, без разлика дали се работи за опозиција или позиција, многу е битно да не се сомневаме во искреноста на поддршката и напорот на меѓународната заедница. Тие досега за овие 20 или 25 години многу имат инвестирано во ова држава и Македонија е многу битна земја за САД и за Европска унија. И многу е битно да не кажеме дека Хан вели вака, тој вели вака, не е така толку едноставна ова работа. Верувајте дека според наши информации се работи за нешто што апсолутно јавноста и многу други што се занимаваат со политика воопшто немаат врска информација што се случува зад завеси. Јас ви изборувам што се случува зад завеси. Не ви изборувам тоа што се случува што гледаме ние на телевизија.
Значи сосема е нешто друго тука и сосема нешто друго тама со таков притисок да имате работа. Значи ова е многу тешка работа. Значи јас не сакам да зборувам дали е виновен Али Амети, дали е виновен Никола Груевски. Многу скоро сите овие криминални групи ќе излезат на виделина. И точно со име и презиме ќе се знае одговорноста на секоја личност. Не можеме ние сега да претпоставиме дека се работи за Никола Груевски или се работи за Али Амети. Точно се знае што се работи зад завеси. Овие луѓе ја терат државата во пропаст. Не Хан, не Европска унија, не САД. Значи ние треба да ги направиме ние домашните работи. Само едно прашање, дали е во ред политичар да манипулира? Независно кој. Дали е во ред политичар да манипулира? Не е во ред. Епа тоа. Епа кој манипулира? Не е баш така. така. Епа тој што дава различни изјави, што не кореспондираат со вистината. Значи, колеги, многу е битно да внимаваме на нашите зборови, бидејќи ние сме политичари и имаат цена. Ние за ова однесување на Хан ќе ја известиме нашата меѓународна, ние сме партнери со Алде либерал-демократите од цела Европа. Ние за ова негово несоодветно однесување ќе ги информираме сите надлежни институции во Европската унија. ЛДП не е која годе партија. ЛДП е ценета и признаета во Брисел. И ние нашето влијание и врски ќе ги искористиме да информираме. Впрочем, Иво Вајгел е од Алде групацијата која што припаѓа либерално-демократската партија. Нема да дозволиме таков однос да го има било кој политичар кон Република Македонија. Гордоста, честа на овој народ треба да си ја сачуваме. Независно дали се македонци, дали се албанци. Никој не заслужи овој народ да го манипулира. Па кој сака нека биде. Колега, значи дозволете нешто да кажем. Значи јас мислам дека не е толку битно моментално дали сме левичари, дали сме десничари или сме либерали. Се работи за државата. Дали ќе одиме напред или ќе биде катастрофа за ова држава. Јас не верувам дека Хан, бидејќи е десничар, и така има поддршка врз Груевски и ВМРО. Не е толку едноставна ова работа. Се работи за to be or not to be за Македонија. Не е едноставна работа, бидејќи тие се десничари или така. Значи, не е толку едноставно да Зошто Хан не реагираше кога 3 месеци се пролонгираше изборот на Државната изборна комисија? Зошто тогаш не дојде да реагира? Зошто сега упорно инсистира на терминот, а ништо не е средено? Не може да се прават избори колку да се направат избори. Треба да се исполнат сите услови, да се исполнат условите и да дефинираме датум. Значи не може ушат сега да дефинираме датум, ВМРО повторно и тој датум ќе го изигра. Треба кога ќе се исполнат сите услови да седнат и да речат од сега 2 или 3 месеци натаму може да се организираат избори. Ние не знаеме од каде е притисокот. Дали е од Хан за 24-ти или е притисокот зад завеси во опозицијата. Значи ова работа ние не го знаеме. Народот не ја знае ова работа. Значи многу кој чив притисок, кој можел да изврши? Јас зборав преска, се работи за некои си деструктивни сили што се 25 години, да не кажувам и во бившиот систем, во опозиција или во опозиција. Моментално се во опозиција. Тие имат толку јаки се тие да наметнат било кој датум да биде за избори. Не се работи за Хан тука. Значи ова работа треба да се каже. Моментално народот, граѓаните не знаат. Значи не се работи за притисок од Хан. Се работи за други деструктивни сили што се внатре во системот, во политичките партии, во институциите. Значи тоа што се случува со позицијата моментално, со овие деструктивни сили што јас ви зборувам. Значи тоа е нешто катастрофа. И целото време, значи нивната интенција е само да имаме слаби институции на државата. И поради тоа имаме и слаба опозиција. Поради слаби институции. Кому одговара? На ова криминална група на опозиција. Штаплерите, точно е тоа. Но, значи треба само да внимаваме на јазикот врз меѓународната заедница. Не е толку едноставно, ова е многу тешка работа. Ќе продолжиме за да се зборуваме ние за она што го знаеме. Никој не сме да го спори влијанието на меѓународната заедница во ова криза. Значи многу позитивна улога изиграја. Значи да не беа тие и амбасадорите и поддршката која што цел овој процес се чувствуваше дека има, па и сега која што му се дава, ова работа немаше така да заврши. И јас сум свесен за тоа, меѓутоа дискутирам за изјавите кои што Хан ги даваше во последниот период, кои што не кореспондираа со вистината и кои што се менуваа
Вие не знаете на која нога е станат Цабајле, каква изјава ќе даде и тоа не е одговорно. Еврокомесаре, за дали ме улогата на разбирате? меѓународната заедница, како и за другите теми, ќе продолжиме по рекламите. Со двојното дејство, Ангал брзо ги уништува бактериите и вирусите и ефикасно ја странува болката во грлото. Ангал, распрскајте ја болката за миг. Еј, здраво! Ми се допаѓа... Како изгледаш? Еј, луѓе, ова е мојата нова... девојка. Ајде сега, ајде! Поима немаат. Мислам дека е време да почнеме да живееме заедно. Опа, женитба! Пуштете ги добрите работи, добро да звучат. Од Хемофарм, за секое добро. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. А каде ли е сега битолското чупе? Сигурно некаде патува. И учи, и се забавува. Ајде, сите со мене. Следи ги авантурите на битолското чупе. Собирај сликички, пополни го албумот Учи и забавувај се. Купи сет битолско витаминско млеко и доби подарок албумче со сликички. Со секое купено млеко добивате 10 сликички. Собирајте ги сликичките со клучеви, испратете ги и очекувајте вредни награди. Главна награда – посета на зоолошката градина во Берлин за целото семејство. 15 PlayStation-и и 50 ваучери во вредност од 3000 денари. 20 години со научари. Имав многу проблеми. Во последниве 3-4 представи морав да носам научари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека ќе можам слободно да работам без научари. И дека единствено до крајот на животот би носела само научари за сонце. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Телекабел. 19 години во врска. Вкусни деликатеси кои ги будат сите ваши сетила. Префинети вкусови. Вистинско гастрономско уживање. Единствено во деликатесен Тинекс. Улица Даме Груев, во склоп на новата катна гаража Тодор Александров. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе.
Продолжуваме со разговорот со господинот Весел Мемеди од НДП, господината Лилјана Поповска од ДОМ и господинот Горан Милевски од ЛДП. Господин Милевски, дел од функционерите на СДСМ најавија протести на опозицијата. Дали е и тоа едно од сценаријата кои што ќе ги користите? Па и господинот Заев пред неколку месеци напомена дека опозицијата сигурно нема да седе дома во папучи да гледа како се крадат изборите. Ние, уште еднаш ќе кажам, даваме шансата 24 февруари оваа власт да се вразуми. Доколку не се вразуми, наш предлог како на Либерално-демократска партија е сите избрани и именувани функционери на опозицијата да си поднесат оставки на државно и на локално ниво. Тоа подразбира градоначалници, советници, пратениците веќе ќе бидат распуштени, министри, дополнителни министри, директори локални. Тоа подразбира сите представници во Државната изборна комисија. Ако премиерот кажа, ако се сеќавате дека опозицијата имала мнозинство водики председател, и ако тие си дадат оставки, јас не знам кој ќе ги спроведе изборите. Местните комитети на ВМРО ДПМ ли ќе ги спроведат изборите? Дали размислувате општинските изборни комисии, избирачките одбори, сите оставка и сите на улица заедно со граѓаните. Меѓутоа не протести како што беше кампот да седиме, да чекаме, не. Поинакви ќе бидат протестите, бидејќи на Македонија веќе му е до тука од овој режим. Како што падна Милошевиќ во Србија, очигледно така ќе падни и овој режим. Зборувате за насилни протести? Зборувам за протести, а какви ќе бидат протестите, дозволете Сдружената опозиција, односно коалицијата која што вчера се најави за спас на Македонија, да ги дефинира рамките на тоа какви ќе бидат протестите. Дали опозицијата размислува и за нови бомби? Сега, согласно законот кој што самата опозиција си го донесе, поседувањето и објавувањето на нелегално стекнати материјали е кривично дело. А согласно законот, опозицијата требаше да ги предаде сите бомби до Катица Јанева. Сега, ако тука сме изиграни тоа го направи, не знам каков начин сега може да се објавуваат тие бомби. Мислам дека нема да има основа и тогаш ќе има и апсења, како што го апсеа Љубе Бошковски 2011, мислам дека ќе прибегнат и кон такви методи доколку се објавуваат бомби, односно ќе го почитуваат законот. Господин Поповска, дали опозицијата направи грешка кога се откажа од бомбите? Мислам дека на тоа беше принудена и тоа беше некој ред на нештата, нели? Опозицијата престанува со бомбите, ги предава на специјалното обвинителство, тоа да ги истражува и да превземе следни чекори, а опозицијата да се врати во собранието и да влезе во институциите, во преодна влада и така натаму и низ институциите да се бори за регулирање на состојбите во нив. Мислам дека беше тоа во ред. Може ли специјалната обвинителка да работи на рад, бидејќи ве гледаме зутре закажано, нели, седница на Совет на јавни обвинители, повторно се прават некакви притисоци врз Јанева? Тоа е страшно што се случува врз госпоѓата Јанева и врз специјалното обвинителство и практично тие напади покажуваат дека некому многу му пречи тоа специјално обвинителство. И тоа е неприфатливо. Тоа е директно кршење на договорот од Пржино, меѓутоа кршење и на ветениот збор дека сите заедно ќе се избориме за нормализација на состојбите во Македонија. Јас упорно инсистирам на тој збор нормализација, затоа што навистина живееме во последно време во ненормални услови, во едни дефектни услови, каде што веќе граѓаните не можат да им веруваат на институциите. И тоа е страшна работа, да имаш недоверба во институциите. Вие гледајте било која анкета, имате задолжително над 50, над 60% недоверба во институциите, зависно како во која. Тоа е поразително. И затоа тие сите напади врз Јанева се страшно непринципиелни и опасни. Инаку, ако ми дозволите, јас мислам дека треба колегите од опозицијата кои што учествуваат на тие преговори, што учествуваа на преговорите, да не се откажат од борбата туку така, затоа што сепак е полесниот пат само да се бойкотира веднаш. Секогаш има време за бојкот ако веќе нема друг излез.
Меѓутоа претходно, како што и на почетокот кажав, мислам дека треба да се довршат преговорите со Питер Ван Хауте во делот на правилниците за начинот, методологијата како да се прочистуваат списоците, за да може ДИК и другите институции веќе да почнат да работат. Како што кажав, министрите од опозицијата да не ги напуштат своите позиции, за да може да се исконтролира, да почне таа работа на прочистување на списоците, а има време за протести. Има време за протести, се разбира доколку граѓаните сметаат дека имаат потреба јавно да го изразат своето незадоволство, секогаш може да излезат на улица. Дом како партија ќе се придружи на сите протести кои ќе одат во насока на искажување незадоволство од непочитување на договорени принципи и од создавање проблеми во државата, проблеми за спречување на регулирање на состојбите кои би воделе кон фери демократски избори. Тоа не значи влегување во коалиција со некого, тоа значи придружување на граѓански отпор. И тука не правиме разлика ни по партиска, ни по етничка, ни по верска линија, ни дали се тоа граѓански организации, дали се политички партии. Едноставно, тука граѓанскиот отпор ќе треба да биде дежурен гарант дека институциите, ако тргнале по добар пат, дека тој пат ќе го довршат. И јас се уште се надевам дека ќе се најде доволно разум во Македонија и доволно разбирање кај меѓународната заедница за да се помести датумот од 24 април, зашто повеќе од јасно е дека на 24 април при вакво насилничко закажување на изборите на тој датум и распуштање на парламентот, повеќе од јасно е дека опозицијата во најголем дел нема да учествува и тогаш тие нема да можат да бидат легитимни. Во интерес на Македонија е да се помести за одреден разумен период датумот. Господин Мемеди, дали ќе има избори на 24 април? Според моје мислење, прво ќе има решавање на круцијалните проблеми во државата, па после ќе има избори. Апсолутно датумот не е толку битен ни за позицијата, верувајте, ни за опозицијата. Зборувам за таа разумна позиција во овој дел. Не зборувам за тие деструктивни сили што јас прескави зборов. Тие сакат што поскоро да бидат избори. Не на 24 април, туку на 24 утре тие сакат. Зошто тие сакат доживотно да бидат во ова држава. Јас мислам дека ќе има разумни луѓе и кај позицијата, и кај опозицијата. Заедно, викам, да ги зачуваме институциите на државата. Моментално толку се слаби институциите на државата, што може овие деструктивни сили да играат по нивни игри и да ги терат и институциите да бидат такви, а во исто време, кога институциите се слаби, тогаш и опозицијата е слаба, бидејќи не може никој кој да ги брани. Без јака институција не може гласот на опозицијата да биде слушнат. Цело време вие може да имате пријава кон институциите, никој не реагира. Зошто? Бидејќи така им текна на овие деструктивците што јас ви изборувам цело време, за да оди и така. Јас мислам дека без решавање на круцијалните проблеми, заедно со прогресивни сили и од позицијата, а има во позицијата разумни и прогресивни сили, заедно со опозицијата, еднаш за секогаш да ставиме крај и стоп на сите овие деструктивни сили. И верувам дека тогаш датумот за избори воопшто не е битен. Тогаш ќе се ужива да одиме на избори. Тоа ќе биде што знам, игра ќе биде тоа, свадба ќе биде тоа, а не вака на 24 април мора да биде вака. Значи мислам дека според моје мислење немаме да имаме избори на 24 април, туку ќе имаме јака, здружена, прогресивни сили, за да одиме заедно да ги разрешуваме сите можни круцијални проблеми во државата и после ќе се оди на избори, без разлика кога ќе бидат тие избори. Господин Милевски, дали може најавената посета сега во февруари на Хан да доведе до решение или работите се отидени предалеку? Доколку е разумен, Република Македонија не може да ја креира политиката на Република Македонија не може да ја креира политиката извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Во државата си има институции легално избрани и пратеници и политички партии кои што имаат легитимитет. Според мене
Хан ќе си ретерира, тоа нема да му биде прв пат и ќе се побара некој нов датум. Ако не се побара нов датум, нека му е со среќа и нека си одат на избори. Ви благодарам што вечерва бевте гости на 24 вести. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Останете со дневникот на 24 вести. Пријатно.